Година во општините од регионот ќе ја завршат со загуба откако на 2 недели пред истекот на календарската и фискална година на општинските сметки не легнаа сериозни суми кои по различни основи требаше да ги уплатат граѓани и фирми. Сериозен пат во наплатите има во најважните и најдоходовни ставки на општините: продажба на земјиште, даночни приходи и комунални такси. Според планот, кој што беше некаде околу 2.620.000 денари, имаме вкупно наплатено 2.250.000 или некаде 86% вкупно од планираното. По основ на данок од физички лица имаме некаде близу 80% на наплата. Најголемо потфрлање или најслаба наплата е кај данокот од правните лица, некаде околу 50% од предвидените 200.000 имаме околу 100.000 наплатено. Идентична е состојбата во сите општини во регионот, а намалувањето на приходите се движи од 30 до некаде и над 50%. Имаме 64% помала наплата на фирмарините во 2020 година во споредба со 2019. 2020 година, значи, негде не околу 2,5% се зголемени приходите по основ на наплатените даноци. Сите проекти кои што ги имаме ние планирано во тековната 2020 година се реализираат и покрај оваа криза што настана со COVID-19. Уплатата на средства во општинските каси директно влијае врз работата на општините во делот на реализација на проекти. Како од овој аспект градоначалниците ја оценуваат годината која изминува? Ова намалување на приходите не значи и откажување од они што се витални, што се најважни проекти. Така да, од тој аспект, мислам дека имаме причина сите да бидеме задоволни од реализацијата на проектите кои што се од важност за квалитетот на живење за граѓаните. Сепак општините во новата година влегуваат со минус, што значително може да влијае врз нивната работа во 2021 година. Сигурно ќе бидат доведени во прашање новите апликации кај што се бара и поголемо учество од самите општини. Надеж дека нешто ќе биде подобро е најавата на државата да ги зголеми парите кои општините ќе ги добијат од поврат на ДДВ, во надеж дека на тој начин колку толку ќе се компензираат загубите.